Организацијските и технички подготовки за овогодинешното издание на Макфест веќе се завршени. На 25 и 26 октомври Штипјани, но и сите останати граѓани ќе може да уживаат во прекрасните мелодии на модерната музика. Оваа година е воведен и новитет, односно изведувачите ќе бидат пратени од мини оркестар составен од 15 музичари. Организаторот Александар Арсовски вели дека во моментот се вежбаат мелодиите кои ќе бидат изведени и годинава на Макфест. Макфест оваа година ќе се реализира на 25 и на 26 октомври, ќе биде во Домот на културата Ацо Шопов. Новина оваа година е дека освен изведбата во живо, изведувачите ќе бидат пратени од мини оркестар кој што ќе биде составен од 15 музичари. Тоа е новина. Имаме оваа година и поддршка од Министерството за култура. Така да сите организацијски и технички припреми за фестивалот се завршени. Моментално бендот, односно оркестарот ги вежба композициите и само чекаме да дојде денот кога што граѓаните на Штип и на Македонија ќе дојдат и ќе уживаат во модерната забавна музика која што ќе ја понуди Макфест. Ќе се представат 26 изведувачи, меѓу кои Елена Ристевска. Единствена награда која ќе се додели ќе биде за најслушаната песна меѓу двата фестивали. Други награди, идентично како и претходната година, не се предвидени. Единствена награда која што ќе се додели оваа година ќе биде наградата за најслушана композиција во период помеѓу двата фестивали. Други награди не се предвидени. Можам да кажам дека интересот од година во година на изведувачите за учество на Макфест се зголемува, што за мене е посебно, што ми е посебно драго. Така да можам да кажам уште еднаш, само го чекаме денот кога сите заедно ќе уживаме во прекрасните звуци на македонската забавна музика. Макфест е фестивал на забавна музика кој традиционално се одржува секоја година во Штип. Арсовски во оваа прилика ги покани граѓаните да присуствуваат и уживаат во веќе подготвената богата програма.